Добродојдовте во урбаните вести на Прва Скопска. 20 невработени лица ќе бидат вклучени во проектот социообразовни придобивки преку поддршка на ранливите категории граѓани на територијата на град Скопје. Деталите следуваат веднаш по генералната најава. 20 невработени лица ќе бидат ангажирани за општинско корисна работа. Благодарници за сите помагатели во справување со последиците од поплавата во Стајковци и околината. Помош за семејствата со прваче во општина Аеродром. Намалени трошоците за живот во јули. 20 невработени лица ќе бидат вклучени во проектот социообразовни придобивки преку поддршка на ранливи категории граѓани на територијата на град Скопје. Станува збор за проект кој има за цел да им помогне на учениците со потешкотии да постигнат повисоки резултати на училиште, а на ранливите категории граѓани активно да се вклучат во социјалниот живот. Градот Скопје се вклучува во програмата за општинско корисна работа, со која ќе бидат ангажирани 20 невработени лица со скратено работно време во рамки на проектот социообразовни придобивки преку поддршка на ранливите категории граѓани на територија на град Скопје. 10 невработени лица ќе бидат ангажирани на скратено работно време во период од 9 месеци, како образовни асистенти на лица со посебни образовни потреби во 9 средни училишта во град Скопје, а по 5 ќе бидат ангажирани како персонални асистенти на лица со телесна попреченост и негователи на стари и изнемуштени лица. Преку стручното оспособување и практичното искуство со кои ќе се стекнат лицата кои работно ќе се ангажират, овозможуваме тие полесно да се вклучуваат во пазарот на трудот, истовремено ќе придонесеме во олеснување на секојдневните препреки со кои се соочуваат лицата со посебни образовни потреби, лицата со телесна попреченост, како и старите лица на кои им е потребна таква услуга. Град Скопје во овој проект се вклучува со ангажирање на 20 невработени лица и тоа 10 ќе се вклучат во као образовни асистенти во средните училишта на град Скопје. 5 од нив, 5 други ќе бидат лични асистенти на лица со телесна попреченост и 5 други ќе бидат негователи на стари лица. Радица Тодоровска, одговорна за проектот, објасни дека крајната цел е да ги оспособат учениците кои имаат потешкотии во учењето, како последица на ментални пречки во развојот, по завршувањето на образованието да се вклучат на пазарот на трудот. Решивме дел од оваа програма да ги вклучува образовни асистенти во средните училишта. Планирано е според програмата градот времено да ангажира 10 образовни асистенти кои што ќе бидат распоредени, ќе работат во 9 средни училишта на територија на град Скопје. Овие асистенти ќе бидат ангажирани на временски период од 9 месеци и ќе работат со лица кои што имаат посебни образовни потреби, односно лица со интелектуална попреченост. Преку ангажманот на образовните асистенти имаме крајната цел ние да добиеме ученици кои што на крај ќе излезат како работно способни луѓе кои што ќе можат активно да придонесат и во нивниот приватен живот, и во семејниот живот, но и активно да партиципираат во функционирање на градот, да можат да се осамостојат, да бидат независни по излегувањето од училиштата. Раководителката на Оделението за детска, социјална и здравствена заштита во град Скопје информираше дека личните асистенти за стари лица, како и за лица со телесен инвалидитет, ќе имаат задача само да ги придружуваат лицата на кои им е потребна придружба при остварување на секојдневните обврски и активности. Често лицата кога имаат потреба да стигнат на одредена дестинација, имаат потреба од придружба, а да тоа не е лицето од семејството, односно да бидат ангажирани лица кои што ќе им бидат на располагање и ќе ги придружуваат во нивниот активен живот. Сакам да нагласам дека персоналните асистенти во случајов не се негователи, туку се токму придружувачи на лица кои што сакаат да се вклучат активно во социјалниот живот. Вработените лица би биле ангажирани 20 часа во неделата и ќе може да покриваат повеќе лица. Работниот ангажман е 20 часа неделно и лицата за тоа ќе добиваат месечен надомест од 9000 денари. Тие во рамки на проектот ќе имаат и платена обука. Рокот за аплицирање е до 14 август. Проектот е во организација на град Скопје, Агенцијата за вработување и Програмата за развој на Обединетите нации. Партнери во проектот се Издруженијето за поддршка и развој Хуманост и Сојузот на лица со телесен инвалидитет Мобилност од Скопје.
200 благодарници синоќа беа доделени на доброволци, волонтери, припадници на Министерството за внатрешни работи, АРАМА, Центарот за управување со кризи, Црвениот крст, како и на фирми и граѓански здруженија, кои несебично ја дадоа својата поддршка и помош во справувањето со последиците од катастрофалната поплава, која на 6 август 2016 година ги зафати Стајковци, Сингелич, Црешево и околните населени места. Градоначалникот Борис Георгиевски најави краткорочни и долгорочни мерки за да се спречи нова катастрофа и апелираше до граѓаните да не ја уништуваат животната средина. Синоќа на денот кој пред 2 години беше кобен за жителите на Стајковци, Сингелич, Црешево и околните села, кои беа погодени од страшната поплава која однесе човечки животи, автомобили, улици и уништи голем број куќи. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, кој воедно, како жител на Стајковци, беше сведок на страшната гледка. Додали благодарници на сите оние кои после поплавата дадоа несебична помош и поддршка во справувањето со последиците од катастрофалната поплава. Благодарници беа доделени на доброволци, волонтери, припадници на Министерството за внатрешни работи, Армијата на Република Македонија, Центарот за управување со кризи, Црвениот крст, како и на фирми, граѓански здруженија од Скопје и Македонија, кои уште вечерта на 6 август 2016 година беа присутни во најзагрозените подрачја и дадоа се од себе за да се санираат штетите од поплавата. Јас потекнам од Стајковци. Бев заедно со вас таа вечер, кој што на 6 август со своји очи ја види и ја осети таа несреќа. Јас заедно со моите сограѓани со вас, надлежните служби, уште вечерта бевме на лице место, онаму каде што беше најкритично. Состојбата беше страшна. Кал, превртени автомобили, уништени домови. Можеше да се види тага и болка по своите блиски, по своите домови. Градени со години, а ги изгубија за еден миг. Од утро до мрак бев заедно со најзагрозените мои сограѓани на најкритичните места. И знам дека да не беше помошта здружена од сите, немаше да успееме да им излеземе во пресред на граѓаните тогаш кога беше непотребно. Затоа, токму сега се одбележуваат 2 години од поплавата која однесе на 24 човечки животи и направена непроценлива материјална штета. Посакувам такво нешто никогаш да не се повтори. Градоначалникот Георгиевски потенцираше дека ќе направи се што е во негова надлежност како градоначалник, а се однесува за заштита на животната средина за спречување природни непогоди, за граѓаните на општина Газибаба да имаат безбеден живот и апелираше до граѓаните да не се уништува шумата на Скопска Црна Гора, да не се уништуваат каналите и да се зголеми свеста за да се спречи нова катастрофа. Покрај краткорочните планови и активности кои ги преземавме за санирање на штетите во сите погодени места, работиме и на долгорочна стратегија оваа катастрофа никогаш да не се повтори. Каналите и каналската мрежа денес се чисти. Страшинскиот канал и Страшинската дрезга комплетно го решивме, но не застануваме тука. Сите порои кои што доаѓаат од Скопска Црна Гора, Раштап, Булашени, Црешево, Виниче, Страшници, Брњаци, нивните каскадни брани, комплетно ќе ги уредиме. Нов ободен канал над северната заобиколница што како техничка документација ја обезбедивме од Министерството за животна средина и од буџетот на општина Газибаба со цел сите порои и речни корита да завршат во него и трајно да се реши проблемот со можните идни катастрофи. Апелирам и до сите нас, зашто од нас зависи дали ваквата катастрофа ќе ни се случи повторно. Да ги чуваме нашите убави шуми на Скопска Црна Гора, наместо да ги сечеме неконтролирано. Токму затоа, тој предел го прогласивме за ерозивно подрачје, заштитувајќи над 3500 хектара од шумскиот предел од сеча. Да ги чуваме и одржуваме каналите и каналските системи, наместо да ги заградуваме или претвараме во отпадни зони. Од нас и од нашата совест и почит кон природата зависи дали ќе успееме да спречиме
нова ваква катастрофа. Благодарност за помошта и поддршката беше упатена и до голем број медиуми кои постојано информираа за состојбата на терен, организации, граѓани и домаќинства кои се вклучија во спасувачката акција на терен, како и твитерџиите кои уште во текот на ноќта и наредните денови организираа донаторски акции на повеќе пунктови низ Скопје. Најпогодени од поплавата беа Стајковци, Сингели, Кинџиково, Страчинци, Смилковци, Црешево и Брњарци. Општина Аеродром за прв пат оваа година финансиски ќе им помага на семејствата во кои има прваче во учебната 2018-2019 година. Станува збор за еднократна парична помош во висина од 3.500 денари, за која досега се поднесени 360 барања. Околу 360 родители кои имаат дете првооделенец поднале барање за еднократна парична помош во висина од 3500 денари, што ја доделува Општина Аеродром. Од општината информираат дека прв пат годинава доделуваат по 3500 денари за секое прваче и дека за оваа цел имаат издвоено околу 3 милиони денари од сопствениот буџет. Родителите информациите во врска со поднесувањето на барањата за еднократна парична помош може да ги најдат на интернет страницата на Општина Аеродром. Оттаму може да се симне и формуларот или да се подигне во оделението за образование во Општина Аеродром на вториот кат. Барањата може да се поднесуваат до 31 август годинава. Уплатата на средствата е планирано да почне при крајот на месецот, односно по 20 август, така што родителите ќе имаат на располагање средствата на самиот старт на учебната година, соопшти општината. Граѓаните за овој проект беа информирани уште пред неколку месеци преку училиштата и нашиот медиум. Во Општина Аеродром годинава има 816 првооделенчиња. Државниот завод за статистика по направените анализи излезе со информација за делумно намалување на трошоците за живот за месец јули во споредба со месец јуни минатата година, но се забележува и поскапување на одредени производи во споредба со истиот месец 2017. Трошоците за живот во јули годинава се намалени за 0,3% во однос на претходниот месец, а цените на мало пораснале за 0,4%. Во споредба со јули минатата година пак трошоците на живот пораснале за 1,7%, а цените на мало за 3,3%. Според податоците на Државниот завод за статистика, намалување на трошоците на животот во јули годинава во споредба со претходниот месец има кај зеленчукот и овошјето, маслото и маснотиите, пекарските производи, сирењето и рибата. Намалување е забележано и кај течните горива за домакинства, информатичката опрема и средствата за чистење и одржување на станот. Пораст на трошоците на живот има кај сувото овошје и јаткастите производи, јогуртот, свежата и разладена риба, сушеното, солено и чадено месо, јајцата и цигарите, сушениот зеленчук, другиот конзервиран и преработен зеленчук, замрзнатото овошје и другите прехранбени производи. Пораст исто така е забележан и кај авионскиот превоз на патници за 16,1%, туристичките пакет аранжмани за 6,5%, услугите за сместување за 3,4% и патниот сообраќај за 1,6%. Во пресрет на вирските празници Света Петка и Свети Пантелеймон, денеска и утре јавното сообраќајно предпријатие Скопје ќе пушти во сообраќај дополнителен број автобуси на линиите 69 и 28. Во пресрет на вирските празници Света Петка и Свети Пантелеймон, денеска и утре ЈСП Скопје ќе пушти во сообраќај дополнителен број автобуси на линиите 69 и 28. Утре на линијата со број 69 која сообраќа од транспортен центар до селото Дивле, ќе сообраќаат 3 автобуси од Дивле до транспортен центар и тоа во 5 часот и 45 минути, во 15 часот и 30 минути и во 19 часот и 30 минути. Посочените поаѓања всушност се вонреден превоз, имајќи предвид дека автобуската линија 69 сообраќа само за време на викенди. Во случајов, вонредниот превоз се по барање на црковниот одбор на Света Петка. ЈСП Скопје ќе обезбеди и дополнителен број автобуси на линијата 28 на 8 и 9 август. На 8 август во среда, освен редовните поаѓања утврдени со летниот возен ред, автобусот на линијата 28 од транспортен центар кон Нерези Македонско село ќе има и во 17 часот и 20 минути, како и во 19 часот и 50 минути во обратен правец.
На 9 август во четврток вонреден автобус ќе има во 7 часот и 10 минути од транспортен центар кон Нерези, односно од 11 часот и 20 минути во обратен правец. Како што известуваат од ЈСП Скопје, дополнителниот број линии се на барање на манастирот Свети Великомаченик Пантелејмон. Во општините Ѓурче Петров, Карпош, Центар, Чаир и во Киселавода со нови контейнери се заменети вкупно 155 дотраени контейнери на 28 локации. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје во 5 скопски општини ги замени старите и дотраени контейнери за комунален отпад со нови. Во општините Ѓурче Петров, Карпош, Центар, Чаир и во Киселавода. Со нови контейнери се заменети вкупно 155 дотраени контейнери на 28 локации, како што информираат од предпријатието. Истовремено е извршено комплетно миење и дезинфекција на сите постојни садови за исфрлање на отпад со зафатнина од 1,1 квадратен метар и на нивните микролокации. Од предпријатието информираат дека во наредниот период ќе продолжат со акцијата во сите скопски општини, со цел да се подобри хигиената и да се избегне ширењето на непријатните миризби. Скопската зоолошка градина наскоро ќе добие нови жители. Станува збор за 2 слоници кои во Скопје ќе пристигнат директно од Белгија. Посетителите на зоолошката ќе имаат можност да ги видат во септември, откако ќе помине периодот за адаптација. Зоолошката градина информира дека се прават последните подготовки за 2 слоници да бидат донесени во Скопје. Негователи кои ќе се грижат за слониците во нашата зоолошка градина веќе се во Белгија, каде што се запознаа со новите жители на зоолошката градина, азиската слоница Дуња, која е најголема од незиниот вид во Европа, и незината најдобра другарка африканската слоница Дейла, информираат од зоолошката градина. Двете слоници од Белгија во Скопската зоолошка ќе пристигнат на 16 август, а одреден период додека да се адаптираат ќе бидат во карантин, пошто ќе бидат достапни за посетителите. Слониците се донација од Европската асоциација на зоолошки аквариуми. Превозот од Белгија е обезбеден од град Скопје. Во чест на нивното доаѓање од Скопската зоолошка за посетителите најавуваат голема забава. Следува период на сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Утре температурата ќе достигне до 35 степени. Во четврток ќе има услови за локален краткотраен дожд и појава на грмежи и температура до 35 степени. И во петок температурата ќе го достигне 35 степен, а во сабота намалување за 2 степена до 33 степен. Тоа беше и последната информација за ова издание на Урбаните вести. Следуваат спортските вести. Од мене довидување.